Здраво, добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за дишење. Сега, бидејќи ова е во курсот по растителна физиологија, очигледно е го прашам прашањето дали растенијата дишат. И нормално очигледен одговор, бидејќи го правам видео, да, дишат. Сега некој одма ќе си рече како дишат, мислам немаат бели дробови, така како внесуваат воздух, зошто им е воздухот? Првично прашањето зошто воопшто им е воздухот, нив потребен им е, мислам воздухот, кислородот поточно, воздухот е смеса од гасови, а зошто им е потребен кислородот, едноставно за истите причини зашто и нас не е потребен. Нас не е потребен за да направиме АТП со помош на оксидативна фосфорилација. Сега и они, и нив им е потребно да направат АТП. Сега некој ќе рече, си прави АТП со фотосинтеза, и да, тоа е точно, но ќе видиме зошто всушност им треба и овој процес. Сега преходиме на мала сумација. Значи имавме фотосинтеза, така имавме фотосинтеза и со помош на фотосинтезата всушност добивавме скроб или сахароза, односно шекери, така. Од тие шекери понатаму можевме нели да добиеме масти. Но исто така при процесот сам се добива и некои аминокиселини, од тие аминокиселини всушност можеме да добиеме протеини. Сега сите овие материи кои ги добиваме, значи скроб, масти и протеини, основните примарните биомолекули, растението може да си ги користи како да ги складира, така да ги складира, или пак да ги искористи за градење на некои си структури. Така да напишав како гради. Односно да расте, така да развива дали нови клетки, нови структури внатре во клетката и слично. Сега, ако идеме на ниво на складирање, и ако идеме на ниво на целосно на растение, значи не идеме на ниво на клетка, него како растение ако го гледаме, главно каде се складираат овие примарни биомолекули. Значи се складираат во семето, значи може да си го замислиме како бадем или нешто, или нели семка од кајсија каде што ќе никне семе, значи или во семето, може да биде во плодот, значи јаболката е блага, така, значи има шекери у нејзе, во плодот, во самото стебло, некои имаат метаморфозирани стебла, така не мора стеблото да е баш карактеристично стебло, но ќе речеме во стеблото или пак во коренот, така дека доле ќе направиме коренот кој со немам некој друга, кој со портокалова боја, така или пак во коренот. Значи има повеќе места каде што може да се складираат материјалите, во однос ако гледаме како растение, нормално во клетката, главно се складираат или во хлоропластите или во амилопласти, и ќе го видиме тоа понатаму. Сега, зошто би се складирале во семе? Така го имаме семето овде, ќе го направам. Треба да се складираат резените материи во семе поради едноставна причина, например сега семето, да речеме дека се наоѓа под земја, и сега треба да изрти, така, да се појави како правично делче, па ќе порасне малечко стебленце и на крај ќе порасне листови. Сега, пред да пораснат листови, растението нема начин да врши фотосинтеза, бидејќи листовите тука имаме хлоропласти, така зелените делови има хлорофил и така натаму и ќе се одвива фотосинтеза и ќе прави АТП. Но пред тоа да се случи тоа нема начин како да прави АТП. Мислам, има начин, но не може преку фотосинтеза. Така сега што ќе прави? Како ќе се развива ако не може да прави АТП? Едноставно АТП-то, енергијата всушност е складирана во овие шекери. Така, овие шекери или други основни примарни биомолекули. И затоа растението воопшто резервите, енергијата која ќе добијат светлина, всушност ја прави во вид на шекери, протеини, масти, освен за растење, што е очигледна причина, него и за складирање на самите тие материи во семето, така да семето ќе може да израти, да има како резерви, тоа е вид како кредит. Кој има кредит, пред да почне само тоа да си прави свој пари, односно енергија, така. Значи оваа енергија оно ќе ја користи за да си направи стебленце и да направи лист. И од кога ќе направи стебленце и лист, толку му е веќе материјал. Значи овој материјал веќе ќе се потроши од прилика. Значи тоа е на некој си начин сега на водници пресметано колку му треба, дури не му тргне. Кога ќе му тргне со помош на светлина, само тоа ќе си прави АТП. Така. И веќе не му се потребни тие резервни материи. Но освен, вака нека си стои сликата, зашто ја пришам.
овој пример, всушност хетеротрофниот начин на исхрана, односно правење на АТП со оксидација на некои си материи, односно тоа е всушност дишењето, не се случува, значи, само како што реков кај младите растенија, него се случува и кај возрастните растенија. И еве сега тука ќе видиме како всушност. Значи, сега ова ќе биде симплифициран цртеж, но ќе добиете главната слика. Сега имаме стебло, така, имаме стебло, сега и внатре овдека у стеблото, иако кората е всушност мртви клетки, но внатре у стеблото има живи клетки, ќе направам како со портокалова боја. Ќе направам како испреку граници, како ќе поречам линии, значи ова се клетки, така. Се овие клетки не вршат фотосинтеза, тие се внатре у стеблото, така гледа ксилен, флоем, склеренхим, коленхим и така натаму и други такива. Сега, од страна ги имаме гранките на кои имаме листови, така, имаме листови. Сега, овие листови се осветлени од светлина, така и прават енергија, прават АТП. Сега, самите клетки кои се наоѓаат во листовите имаат енергија. Така, бидејќи самите клетки во листот може да вршат фотосинтеза. Ама овие овдека клетки не може да вршат фотосинтеза, тие се внатре у стеблото. Они како ќе направат енергија за себе? Они не може да добијат енергија сами од ништо. Сега некој ќе рече, добро, зашто само не земе АТП? Така, зашто не земе АТП и АТП да му го транспортира? АТП не се транспортира така лесно. Значи, ова се прави во шекер, така, се прави во шекер. Тој шекер се транспортира до овие клетки. Сега овие клетки имаат шекер и они сега по постапка на оксидативна фосфорилација од тој шекер ќе извадат АТП пак назад. Така што е вид индиректен пренос на АТП. Значи АТП се прави у шекер, шекерот се пренесува до клетките внатре у стеблото и после тие клетки повторно со оксидативна фосфорилација пак си го добиваат АТП-то назад. И сега и клетките кои се внатре у стеблото имаат АТП. Значи потребата дишење у наводници, односно вадење на енергија од органски соединенија, односно да се оксидираат органски соединенија, не е потребно само кај младите растенија, него и потребно кај старите растенија, бидејќи не сите клетки во растението вршат фотосинтеза. Така, само зелените делови вршат фотосинтеза. Сега, дишењето, односно оксидативната фосфорилација, за што ќе збориме, ја има кај огромен број организми. Значи, ја ова ќе го зборам во 3 предмети, значи сега го зборам во растителна физиологија, така, но исто ќе зборам и во микробиологија, само таму е малце поразлично, и малце е поразлично кај животните. Така, кај животните нормално најдетално ќе го разгледаме, бидејќи тоа ќе биде во склоп на биохемија, но тие видеа ќе бидат некаде далекоидни, бидејќи го што пресметав ќе ми треба околу 310 видеа да направам за да покрием биохемијата. Тоа е многу. Така да нема тоа да биде блиска иднина, така се што ќе имате у моментов во оксидативна фосфорилација, најверојатно ќе биде преку растителна физиологија и микробиологија. Но поентата е, иако овој процес на дишење што ќе го разгледуваме во наредните неколку видеа, е прилично ист и кај растенија и животни и микроорганизми, сепак има некои си разлики. Значи не е еднакво, него е приближно исто. Така, значи приближно исто, има некои си мали суптилни разлики. И како што реков, најдетално ќе го разгледаме кога ќе зборам за кај животински видеи, така. Не знам кога ќе зборам за општа биохемија. Сега, некога ќе збориме сега за растителна физиологија, всушност за дишење на ниво на растенија. Нормално кислородот кој доаѓа до растенијата доаѓа на различен начин него како што доаѓа до животните, така. Например, кај растенијата тој всушност дифузно доаѓа, бидејќи се апсорбира преку листовите, па потоа се транспортира преку ксилен флоем, така има системи на транспорт. Но кај растенијата значи нема бели дробови, нема капилари, нема еритроцити, а се транспортира така хемоглобин и други елементи. Така на начинот на добивање кислород е различен нормално, но ние нема да збориме за тој вид на дишење, значи нема да збориме за целиот транспорт и сите процеси кои ги зафаќа, него едноставно ќе збориме за дишење на ниво на клетка, односно на ниво на митохондрија. Така, значи клеточно дишење. Сега, кои се субстрати може да се користат, тоа ги видовме, ама ај сега ќе ги повториме. Значи може да се користат сите примарни биомолекули, значи може да се користат шекери. И ќе си имам вака некои символчиња, значи не пишувам шекери ќе бидат како некој си бело зрно. Може да се користат шекери, може да се користат масти и може да се користат протеини.
Така. Сега најчесто си иде баш по тој редослед, првично се користат шекерите, ако нема доволно шекери, ќе се користат мастите и на крај во моментот на гладување се користат дури и протеините. Бидејќи протеините се најскапи и најмалку енергија се вади од нив на некој си начин. И они се главните структурни блокови, така да тие последни се користат. И главната стехиометрија нормално е покомплицирана, но главното е дека од кислород кој ќе се внесе, на крај ќе добиеме CO2. Така. Значи како кај нас. Внесуваме кислород, издишуваме CO2. Така што, иако го спомнав во таму минатите видео за фотосинтеза, растенијата не прават само кислород, така, него растенијата прават и CO2. Не голем број знаат, не голем број луѓе знаат дека всушност кислород кога имаме во атмосферата не е дојден од дрвата, значи тој доаѓа од микроорганизми. 70% кислородот, значи тоа е интересен, многу интересен факт. 70% на кислородот кој го дишете не доаѓа од дрвата, значи тој доаѓа од микроорганизми, односно поточно алги кои се наоѓаат во океаните. Така што вие можете буквално, сега не е никој го направи, но да се исечат сите дрва на планетава, пак има доволно кислород за уште кузне колку време. И процентот пак ќе остане прилично стабилен, 21%. И тоа е многу важно да остане на тој процент. Но добро, тоа е дискусија за некој друг пат. Сега ќе видиме само некој си општ преглед за како бидело разградувањето на овие примарни биомолекули. Значи, општо како фазите ќе ги видиме во, општа смисла. Првата фаза е всушност подготвителна фаза. Значи, ако земеме еден шекер и дека голем, доаѓа до разложување на сложено соединение до еден вид попрости соединенија, но не крајно прости. Значи, попрости, а ќе направиме како помали шекерчиња, така. Значи, ова е еден вид подготвителна фаза. Ова е првиот дел од процесот. Сега, ако имаме вакви попрости соединенија, тие подлежат на оксидативна деградација на супстратот, значи ќе станат еден вид други уште попрости соединенија. Ќе разгледаме ова како се иде. Ова е само симплификација. Ќе станат други мали соединенија, се раскинуваат многу врски помеѓу атоми и се оксидираат до CO2. Така дека во фаза 2, нека биде со портокалова, не сум точно за црвена. Нека биде фаза 2, всушност ќе се добие CO2. Сега, при се ова всушност ќе се редуцираат различни коензими, значи ќе се редуцираат NAD, NADP, така NADP, исто кај FAD, има кај животните. Значи има различни кои фактори кои ќе се редуцираат при овој процес, само нека стои NAD+. Значи кои ќе се редуцираат, всушност ќе им се додае водород. Тоа е редукција. Односно додање на електрон, ама додање на водород исто е редукција, бидејќи електронот иде кај водородот. Сега, овие редуцирани коензими, последно третата фаза, ќе ја бележам со зелено, овие редуцирани коензими, ќе направам ко водородите, всушност, не водородите, него редуцираните коензими, донираат електрони. Така, донираат електрони, овие електрони патуваат низ одредени мембрански системи, кои се протеини, и ќе видиме како се тоа. И всушност ќе се добија дека вода, ќе се добија вода, и ова е трета фаза. Значи се добија вода, се користи кислород, значи кислород, се добија вода. И на крај, последната фаза е да, овие електрони всушност направат АТП. Така преку оксидативна фосфорилација. И ќе видиме АТП синтетата. Значи тоа е, овие 3 и 4 се многу слични како фотосинтезата. И од тие електрони ќе се направи АТП. Значи тоа е последната оксидативна фосфорилација. Ова е еден главен преглед, само општ преглед. Значи од шекер ќе стане до попрости соединенија, тие попрости соединенија ќе станат уште попрости, ќе се ослободи CO2, ќе се редуцираат коензими, тие понатаму ќе испуштат еден вид електрони, тие ќе се транспортираат низ мембрански системи и тие електрони од четвртиот дел од дишењето, всушност оксидативната фосфорилација, ќе направат АТП со помош на АТП синтетаза. Ако да правиме една подетална сумарна равенка, би дошло дека C6, H12, O6 плюс 6 молекули кислород, всушност се добива 6 молекули CO2
и се добива 6 молекули вода. Ова е така наречена метаболичка вода. Ова е буквално и кај нас се прави, значи правиме ние вода од кислородот што го дишаме. Се некој ќе рече, дишаме кислород, правиме вода, како растенијата дишаат, внесуваат CO2, прават шекери. И ова е баш интересно, иако се нема се задржам, ова добивање на метаболичка вода кај камилите, и камилата на ваков начин добива вода, во тоа грбките всушност има масни депозити, со тие масти прави бета оксидација и прави понатаму вода. Тоа е главниот начин на кој добиваат вода. Но добро, тоа не ни интересира. Сега само да напоменеме дека овој целиот процес на дишење кој ќе го разгледуваме, всушност се случува најглавно во митохондриите. Така на внатрешната мембрана на митохондриите, всушност внатрешната и меѓупросторот, но може да, мислам, ќе има улога и цитоплазмата која е доколу, дел ќе има улога и хлоропластите, некои микротелца и така, значи ќе направам тука и микротелца. Добро, тоа беше за ова воведно видео во процесот на дишење кај растенијата и за тоа што ќе учиме во текот на оваа серија видеа. Не може вака таму зумбирам. Добро, нема врска. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.